Моделот на секторот кој што го раководиме, вклучително и со посебната советничка на председателот за земјоделство, со директорите на сите институции и агенции, како што кажа и колешката, генерално како влада, правиме и ќе правиме се што во наша моќ да возможиме поволни услови за развој и напредок на жените во руралните средини. Тоа го правиме преку сите програми кои што ги креира владата и преку сите мерки кои што треба да ги насочиме во тој правец. Родовата еднаквост е едно од развојните цели на Обединетите нации, но и е приоритет на владата на Република Македонија. Нашата заедничка заложба е да ја воспоставиме родовата еднаквост во секој сегмент на општественото живење. На глобално ниво жените сочинуваат околу 43% од земјоделската работна сила и со тоа имаат клучна улога во поддршката на безбедноста на храната во домаќинствата и во заедницата. Земјоделството е еден од клучните двигатели на руралната, но и на вкупната македонска економија. Оваа гранка представува, речиси, единствената опција за вработување во руралните средини. И покрај нотираниот напредок, родовата нееднаквост останува значајно изразена во земјоделскиот сектор. Според последните официјални податоци од Државниот завод за статистика, за вработување во земјоделството, шумарството и ловството, 62,8% од овој сектор се мажи, а 37,2% се жени. Односно, мажите доминираат во сите возрастни групи и во управните активности, а учеството на жените во управувањето со земјоделските стопанства е навистина мало, или 10% во 2016 година. Како Министерство и како влада активно работиме на мерки да ги потикнеме и поддржиме учеството на руралната жена во земјоделскиот сектор. Наша задача и обврска е да создадеме услови за зголемено учество на жените во агросекторот и да им помогнеме на жените земјоделки, фармерки да го реализираат својот потенцијал и да придонесат кон вкупниот развој на земјоделството.